Мире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистарка. 100% живот. Селектор е Данска, нашиот нареден предизвик. Мислам дека премногу дури се оптеретуваме со Хансен, бидејќи тој е нивниот најдобар кометар, меѓутоа Данска е тим. Тим кој што буквално од никого не зависи, тоа го видовме и на овој турнир и на претходните. И дали нешто менува, дали ќе игра Хансен, каков ќе биде Хансен, го видовме синоќа со проблеми со коленото, меѓутоа ми се чини дека тоа апсолутно ништо нема да поремети во данскиот план, нема да поремети ниту во нашиот, нели? Во секој случај правилна забелешка и констатација од ваша страна, значи пред се Данска е тим. Данска е тим кој што има 16 врвни играчи, кој што има систем кој го гради со години и еден играч, макар бил од калибарот на Хансен, значи екстрабек, не му менува многу во играта доколку игра или воопшто не игра ровит или воопшто не игра. Ние се спремаме за овој натпревар да го спречиме системот на Данска, значи таа нивна брза трансформација од одбрана во напад, во кои што се и најопасни, значи познато дека Данска е репрезентација од топ 3 фаворити за освојување на првото место на ова светско првенство и доколку ние успеаме да го сопреме нивниот систем, имаме шанси да постигнеме и позитивен резултат со репрезентацијата на Данска. Она што радува во текот на нашиот турнир е растењето на групата и на индивидуалците внатре. Значи го видовме вчера Митревски кој што се издигна во последните 15 минути, не врати во мечот, па одлучувачкиот гол го постигна еден од нашите најмлади ракометари, претходно се истакнува кружните напаѓачи. Дали е тоа добар сигнал? Тоа е одличен сигнал за една репрезентација, тоа е одличен сигнал за македонскиот ракомет. Можда јас го форсирам и пробувам она што многу тренери не го прават во своите клубови, значи да му даваат поверење на сите 16 играчи кои што сте во ростерот на тимот. Од почетокот на овие припреми јас инсистирам на тоа, инсистирам одговорност од секој играч, максимална концентрација од секој играч на секој натпревар, бидејќи секој играч во оваа репрезентација е битен. Дали тој играч ќе биде 5, 10, 20 минути во игра, тоа воопшто не е битно, секој има своја задача и мора максимално кога е на терен да го изврши тоа. И за крај знаеме дека скоро сигурно одиме во Барселона, во татковината, се подготвуваат да ја зголемат нашата фаланга, да бидеме црвено-жолти и како шпанците во Барселона, бидејќи боите на нашето знаме се исти како на нивното. Што ќе им порачате на сите оние кои што ќе се одлучат на долг пат да ја бодат репрезентацијата во осмина финалето? Јас ќе порачам само да бидат до крај со нас, да веруваат во оваа репрезентација, во оваа генерација, да му даваат максимална поддршка секогаш, а од друга страна ние можеме да ветиме дека максимално ќе влегуваме во секој натпревар борбено со срце, ќе гиниме практично на теренот да им возвратиме према нив со тоа и нормално да се надеваме на уште победи и позитивни резултати.